Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е првиот човек на Беса, Билјал Касами. Господине Касами, пред известно време прогнозиравте дека нема да има обвинение за случајот Рекет до Нова година. Какви се вашите прогнози сега? За жал останува тоа чувство дека случајот Рекет не се води за да се затвори и да се донесе правосудно решение, туку се води само да се фрли прав во очите на јавноста и да се каже дека да, еве се работи нешто. Последното со пуштање на домашен притвор на еден од главните осомничени оди во тој правец дека не е целта да се затвори со правно и со судско решение тој процес, туку само да се одовлекува толку многу да јавноста се разочара од целиот процес и полека го заборави. Господине Касами, кои се конкретно барањата на Беса за да го поддржите евентуално новиот закон за јавно обвинителство? И ние сакавме, и тоа беше нашето барање, да во законот за јавно обвинителство биде специфицирано дека сите предмети, односно сите прислушкувани разговори кои беа превземени од специјалното јавно обвинителство, да се префрлат во јавното обвинителство и истите да служат како индиции, како докази за покренување, за водење на постапките и целиот процес да се затвори со правно и правосудно решение со која ќе биде задоволена правдата и со која ќе докажеме дека сите пред законите се еднакви, без разлика дали се работи за премиер, дали се работи за некоја важна личност во системот, во бизнисот и така натаму. Од оваа гледна точка, како гледате на работата и на оно што го направи специјалното јавно обвинителство? Тоа што е чувството од ова перспектива е дека специјалното обвинителство беше искористено само да се промени власта. Особено со последните решенија кога целиот предмет се префрли сега во јавното обвинителство, испаѓа дека освен резултатот да се смени Груевски и сега го имаме Заев како премиер, никое друго конкретно решение не ни донесе во искорнување на криминалот, на корупцијата и на сето тоа што ни е као болка цело време овие 30 години од реформирање, односно трансформирање на системот. Би коалицирале со ВМРО ДПМН ако нејзиниот лидершип се расчисти од сите досиеа кои се отворени од специјалното јавно обвинителство. Господине Касами, ова е ваша изјава пред изборите во 2016 година. Што се смени сега во раководството на ВМРО ДПМН за да седнете со нив на маса? Да се седне и да се разговара со опозициона партија, за нас е тоа природно, затоа што имаме многу работи за кои треба да разговараме. Останува и понатаму нашето нашата позиција дека би коалиционирале со било која македонска политичка партија која ќе работи, односно ќе ги сподели нашите програмски заложби. Разговаравте со ВМРО ДПМН, дали имате заеднички програмски заложби? Разговаравме за некои работи кои се опозицијски работи. Значи, ние као опозициони партии треба да разговараме, да се координираме во правец на изборниот законник, затоа што во изборниот законник таму се прецизира дека некои работи се за позиција, некои за опозиција и за тие работи кои се поврзани со опозиција, ние мора да седеме и да се координираме. Исто така се координираме за некои работи
во однос на решенијата кои би требало да ги понудиме ние како опозиција во нели законите кои се во процедура во тој правец и законот за јавно обвинителство и така натаму. Значи уште е рано ние да разговараме за коалиција со било која политичка партија, дали македонска, дали албанска, затоа што сме во нели уште е рано за да се разговара за избори, ако ние баравме предвремени избори. Така да, значи во ова време разговорите со опозиционите партии се во правец на координација како опозиција. Ве прашувам затоа што еве на пример ВМРО ДПМН беше категорично против законот за јазици, нешто што беше исклучително важно и за вас и за вашата партија. Врз основа на што, какви заеднички вредности биете имеле коалицијата со ВМРО ДПМН? Евентуално идната, соработката. Да бидеме искрени, ние не сме задоволни со законот за јазиците. Но ВМРО ДПМН не задоволно од друг аспект од тоа што го барате ви. Затоа што цениме дека тоа не го решава проблемот со албанскиот јазик, уште повеќе го комплицира целиот процес, иако има некои подобрувања во однос на употребата на албанскиот јазик, така да значи не е нашата позиција за разговор со ВМРО конкретни решенја во случајот со законот за употреба на јазиците, и значи не за албанскиот јазик, туку за јазиците. Не за вредностите ве прашувам, заеднички вредности кои би ви биле со Па заеднички вредности ќе разговараме кога ќе дојдат избори и тогаш ќе седнеме, ќе видиме дали има сменато нешто во лидершипот на ВМРО или не и дали би коалиционирале со нив. Изјавувавте дека се додека на високите позиции во земјава, ја набројувавте меѓу нив и председател на собрание, не седне албанец, Македонија ќе се соочува со длабоки политички кризи на секој 10 до 15 години. Ова е ваша постара изјава. Еве сега 2 години собраниски спикер е Талат Џафери. Што добија албанците со тоа? Ништо не добија. Талат Џафери е председател на собранието и тој не ги представува албанците, тој ги представува ДУИ и ги штити интересите на ДУИ. Тоа се гледа на целото ово 2-годишно функционирање во собранието. Јас останувам на тоа дека во Македонија, за да биде држава која ќе сакаме сите да живееме, мора да се тргне пред судата дали некој во некоја позиција ќе дојде само ради тоа што е македонец или албанец. Но сепак, господине Касами, и вие зборувате претежно за политиката низ призма на албанците. Ке се обидете ли да добиете гласови, да ги придобиете и другите етнички заедници, македонците, ромите, другите? Треба да направиме една разлика со тоа што ние бараме, нели, правда и права за албанците. Тоа е за нас многу важно, за тоа што се албанците и по нели устав и по демографските бројки се многу важен елемент на државноста на Македонија. Значи по сите параметри тие не се малцинство класично како другите малцинства. И ако тоа големо нели број на население не е задоволно, не ја има можноста да придонесува за развитокот на државата постојано ќе се справува со кризи. Значи ама според испитувањето на јавните мислења и за македонците нема правдина во општеството. Затоа, значи, ние збориме за правда и правдина. Значи, кога цело време збориме за делимични решенија, ние ќе се справуваме со ова ситуација. Ние сакаме еднаш за секогаш овие прашања да се затворат и заеднички да се бориме за заедничките нели проблеми кои ги споделуваме као граѓани без разлика дали сме албанци и македонци. Значи, ние не сакаме и понатаму албанските политички партии да обстојуваат во политичкиот живот само со тоа што ќе барат правда и права за албанците. Значи, ние сакаме еднаш за секогаш овие прашање нели со општествен договор меѓу македонците и албанците да се затварат и да почнеме да разговараме за проблеми кои заеднички нели не тангираат. Кои се клучните прашања според вашата партија што останува да се решат за да се затвори прашањето? Па тоа што ние со кое и овие денови нели се судруваме, тоа е правда. Значи уште немаме
правда и немаме закон кој ќе важи за сите. Значи, уште е важно кој си, во која позиција си и од таа перспектива ти ќе бидеш осуден, односно ќе бидеш ослободен со некоја одлука на некоја судска инстанца. Значи, правосудството еднаш за секојаш треба да дели правда, а не неправда. Сите други општествени сфери се во многу една лоша ситуација. Значи, економијата ни стагнира, нема отворање на нови работни места, граѓаните не се чувствуваат заштитени од државата и институциите и цело време, значи, ние не успеваме да креираме услови нормални за живење во оваа заедничка држава. Господине Касами, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.